Токму на оваа тема денеска во студиото на Радио Слободна Македонија е министерката за култура Елизабета Канчовска-Милевска. Министерка, добар ден. Добар ден. Благодарам на поканата. Да одиме веднаш на прашањата. Во случајот тендер, специјалното јавно обвинителство ве обвинува дека сте и помогнале на градежната фирма Бетон Штип да добие ангажман во вредност од 1 милион евра. Дали оваа фирма еден месец работела без да биде покриена со добиен тендер? Ниту може да работи, ниту може некој да помогне на некој да нели согласно законот добие некоја јавна набавка. Значи законот за јавни набавки е точно прецизен и јасен и истиот закон е испочитуван од страна на Министерството за култура за било кој, морам да кажам, проект кој што се наоѓа во нашата програма. Така да сите овие обвинувања, сите овие искази кои што беа кажани од страна на специјалното јавно обвинителство на таа пресконференција, одговорно ги отфрлам во целост. И тоа беше кажано, значи, при мојата пресконференција, бидејќи сепак, знаете како, специјалното јавно обвинителство беше формирано да ја каже вистината пред граѓаните. И верувавме сите ние, вклучувајќи ме и мене, нели еве како граѓанин, како носител на одредена функција, јас при моето доаѓање како министер за култура во министерството, како ресорен или министер, сум свесна дека се треба да се провери и да се контролира. И тоа е така. Сите проекти, реализацијата, работата треба да подлежи и на контрола и на проверка. Но, оваа пресконференција е еден еклатантен пример, класичен пример на политичко тескување и работење на специјалното јавно обвинителство. И тоа ќе го аргументирам со огромен број на факти, кои што ги кажав и на пресконференција и ви имам можност и на вашата емисија да ги потенцирам.